фирмите да инвестираат во безбедност при работа. Македонското здружение за заштита при работа во соработка со Сојузот на синдикатите на Македонија денес во Штип подржа работен состанок за проект кој има главна цел да го зајакне партнерството меѓу граѓанските организации и државните институции во делот на остварување безбедна и здрава работна средина. Работодавачот има обврска задолжително да ги информира за сите оние активности поврзани со воведување на нова технологија, на нова опрема во работните места, анализа на севкупната состојба и она што е многу битно за нас, обезбедување на контрола на претседателот на синдикат кој најмалку 2 пати годишно може да врши контрола и инспектирање на сите работни места со можност дури и да предложи запирање на процесот на производство. Анализите покажуваат дека секторите во кои најмногу има повреди при работа се градежништвото, текстилството, делот земјоделието и во металната индустрија. Од 2010 па до 2014 имаше некаде повреди каде што одеа по 300, по 400 повреди годишно, од кои некаде во 2013-2014 дури и со 44 смртни последици. Овие години наназад имаме некои повреди кои бележат од прилика 120 само случаи, од кои само со 4 смртни последици, што доволно зборува дека навистина овие мерки кои ги воведовме, посебно оваа контролна позиција, која настојуваме да обезбедиме, дава резултати. Да бидеме реални, проблеми се случуваат во неспроведување на законските обврските кои произлегуваат од Законот за безбедност и здраве при работа. Постои ниска свест кај сите сектори. Потребна е на состанокот во Битола беше изнесено од страна на работниците дека е потребна поголема едукација на представниците на вработените за БРЗДР, на синдикалните представници, на еден начин да се подобрат правата и условите на вработените во нашата земја. Ние работиме со неколку дејности кои имат потреба од заштита при работа на самите работници. Што се однесува во однос на обезбедувањето, ХТЗ опремата, секоја година и даваме на работниците. Денешниот состанок е дел од 10 работни состаноци кои ќе се одржат низ повеќе градови во земјава, преку кои треба да се добие целосна анализа за тоа колку компаниите ја применуваат законската регулатива и со какви проблеми и предизвици се соочуваат синдикалните представници.